Поради дефект на хидросистемот во Прилеп кој што трае скоро месец и половина, голем дел од Прилепското поле на овие големи горештини е се уште без капка вода. Тутунопроизводителите револтирани велат дека срамота е месец и половина да не може да се поправи една пукната цевка. Се жала дека родот ќе биде екстремно намален поради оваа состојба, а на некои места расадот бил и целосно исушен. Вода нема во моментов, а еве време температурите се високи. Се суши тутун. Ние од тој тутун живееме. Ние не чекаме плата дали месецот ќе дојде или платата пуштиле, плата или не пуштиле. Ние од тој тутун чекаме. Бавчи имаме да не купуваме пример пипер, патлишан, носиме со буриња вода, од изворите носиме вода. За себе за да си произведиме пипер, патлишан, не за продавање. Ние порано во селата од вироите од реката ќе носиме, баре немаше ни наплата да вршиш ништо. Сега не плати во хидросистемо, субвенции нема да ти дадат, а вода не користиш. Но шо личи тоа? Ти 21 век сме да не можат да направат. Но цел ден ти работа и водата треба да биде пуштена. Цевка немало. Како бе луѓето ќе појдат ако треба кој од каде ќе зема цевка. Надребан ќе направа било шо нешто. Метална нека направа. 99% тутунче нема. А договори се случи и комбинат. А ќе ти бара кила. А од каде кила? Кој ќе ти даде тебе кила? Никој. Срамота е ова. Овде ништо дозе земе пари, платата му иди, што му е гале за народот. Некој му иде народот. Ако продолжи вака, ништо бидува. Ништо. Тутуно годинава ако се насадило 20 декари, година ништо нема да се насади. За раса дадов 500 евра, за раса дадов. Ене ги во Лагово онде, ново Лагово насадив тутун. Ако не верувате, че појдете, че видите, значи тутуно сио се исуши, значи. Водата, значи, е запреа баш во садењето на тутун. Тутуно, значи, да појдеме да го снимате, значи 100% тука веќе сето уништено, значи нема тутун. Значи од ова тутун не видува, значи ова сега треба, значи наново да се преора, наново расат да купувам, а расат сега кај ќе најдам јас. Значи од ова ништо веќе вртолум дојде, значи тутуно, значи умредна работа, значи. Одаде водостопанство вело дека проблемот бил тоа што овие цевки биле стари и тешко било за нив да се најдат делови. Неколку пати цевката била досега поправена за овој период, но кога ќе се пуштила да течи водата, повторно се појавувале проблеми. Се надеваат дека денес ќе се санира дефектот. Се мачиме, се трудиме, ама тоа е 50 години старо и не можеме да се среде тоа. Така не средуе лесно, кај што мислат сите. Одгоре е многу лесно да гледаш, а долу да симниш, ќе видиш како е. Што е проблемот со цевките? Пукна цевката долу од нешто од притисок или дошло времето, азбестот више е 50 години стар, нема вакво. Али горе гумицата ни се извади и тоа е проблемот. Сега се наместе, ново жибот донесеме и готово. Дали и кога ќе се санира проблемот, останува да покаже времето. Но едно е јасно, дека вакви ситуации во иднина не смеат да се дозволат, затоа што е незамисливо поради една пукната цевка месец и половина цело поле да нема вода.